Здраво. Што правите? Добри сте? Како сте? О, Горан. Добар? Благодаря, мерси, здраво, Злато. О, Бери Уайт, хай, здраво, како е? Добро? Здраво. Здраво, Игорче. Здраво. Здраво, Марио, добар си? Да, не мора толку да се трудиш. Да. Не мора. Каде ќе седна? Да, окей. Добро. Околу вас? Околу нас? Околу вас, околу тебе? Ве молам перту. Ова е само за... Да, инстант грлейне, да. Шо правите? О, извине, се поздрави со тебе, Душо. Поздравивме, како не? Здраво. Амо сега не се поздравивме? Сега, да. Се поздравивме, слушаме, задушна баба сум ја. Да нема некој друг? Има, дечки, внатре сите. Надвор сте, си бркате работа. Малце. Хај, здраво. Како си? Добра? Кај се другите? Иле? Добро, Душо, добро, се тера некако. Кај ви се другите? Умре? Некои спијат. Вики? Тие стандардно што спијат. Како сте? Одлично. Добри. Дечки, убаво ви е многу, а? Супер. Кујната е топ, ретро. Све Затоа што секој се изми својата чинија. Сте јадел? Ао, инаку кој ми е? Инаку јас ми е загревам. Види, колку добар, толку будала. Да. Ти текнуе? Добро Не, се па праќа. тоа е. Шо правите другиот телефон, вие немате? Да, ќе се сликаме после селфи, ќе направиме. О, да. Убај. Јас сум Марио, ќе представам профил на мојата слика. Дечки, вака се да ви кажам, на преглед сите, само да најдам, чеки тоа што имав. Ало, ало. Знаете дека, леле, во кола ми останал. Треба, имам таму, окей, знам, дајте ми, не, само еден лист ќе ми треба. Ливче. Имаш ли, Душо, ти еден лист? Окей. Добро. Дајте ми, јас затоа што многу сакам да работам, одма на работа ќе идеме, важи? Да. Ајде. И ние сакаме да работиме. Тако, а ти зошто не седнеш тука? Затоа што ќе се донесам. Ајде, донеси. Дали сме сите тука? Здраво, како си? Добра? Добра. Баш ми е драго што ве гледам. Добивте задачи, деца? Што ги пиете? Да. Ви треба уште неколку? Абе, вода имате ли да ми дадете чешма, има ли? Има. Марио, стани од нас. А чај? Супер. У криза сме денес. Пости. Да? Јадевте? Што јадевте? А, кој правеше? Ресторан. Фурна. Да? Да насакате Окей. пиво. Ова се мрда? Пиво имаме. Не многу. Не. Каде седите обично во круг таму? Секаде. Тука се. Не, ова не ми е комотно седење. Ај вака, може вие да ги тргнеме да седнеме сите на земја? Да. Ај, Не би може? предложил. Не би предложил да се на Ај, дај сега ти Ајде, доста. снимај. Марио, кревај ма. Демек шо? Не е чисто? Па ќе се седите на Марио, не тоа биди што баба. требала да изчистите, да речеме. Вчера беше генералка, ние осем три да- усисување. Кој усисува највише? А ти така си седиш, као Карл Лагерфелд, цело време облечен до Ба тоа? не, јас сега се спремам да изгледам, ама му притим со А вака ти облечен. можеш да излегуваш? Па да, кога одам по гардероба за другите. Кога би требало да се дизајнира за нив и да се прави од почеток е многу подобро, ама јас се надам дека барем за финалето ќе имаат можност да носат комплетно од мене. Марија, Така е. прво газот понесе. Ајмо деца, еден круг као Ајде ама градинка. малку поназад. Ајде Бери Уайт, као градинка. Дајте еден круг. Окей. Не ме соби. А за мене, дарлинг? Стварно и за тебе, мораш да излезеш сега или? Не, па сакам да останем Аха, што. окей, еден круг, дај бе Бери Уайт, види го. А ти што си, извини, на Еве есма овде. внук да не си бе ти, па што си привилегиран, седи, ајде. Камо да пев. Доле, ајде. Ај срциња, ајде, окей, супер гуд. Раширете го само кругот, повеќе раширете го. А ти зошто не седиш злато? Доле. Ја не морам, ајде вака. Сега не сум. Како турчи нозе ќе ги ставиш. Добро, седи си како што ти е згодно. Окей? Добро. Дечки вака. Остави таму ако сакаш. Ние малце ќе се дружиме во текот на ова шоу, ја ќе ви бидам цело време во жири, што предпоставува една многу убава работа, а тоа е дека
ќе се дружиме и малце ќе зборуваме интермедијална игра, ќе ви подучам, малце актерска игра, малку ќе направиме вежби за да се запознаете многу подобро вие и она што е најважно да стекнете самодоверба и да бидете храбри, достоинствени, да верувате во себе во она што го правите. До сега јас имам искуство со над 100 млади луѓе, значи прилично сум мотивирачки професор, така да не се секирајте, тука ние сите ќе бидеме на ти. Нема да ветерам да плачете, ниту пак нешто да бидете тажни. Доволно е тажно што сте затворени тука во просторииве. Нема да ви допринесувам да бидете така изфрустрирани. Оти, ќе работиме на тоа вашите 4 минути кои што ќе бидете таму на сцена, да ги искористите најдобро што можете. За мене сите сте исти. Јас ве гледав ноќта после гала вечерта и умрв од смеење. Многу се забавував, ми беше очекувано и така да реагирате и да зборувате. Но она што исто така ќе се научиме конструктивна критика да даваме. Ќе се научиме колку што е повеќе да ја примаме бруталноста како фактор, значи искреност, бруталност, да бидеме, затоа што видете вака. Првиот час денес ќе зборуваме за нешто дека шоу бизнисот не е Црвен крст. Значи не е хуманитарна организација, не може да ве тапшаме секогаш по раме, не може секогаш да собирате ловорики. Дури и кога ќе сте најдобри, ќе има некој кој што нема да го привлече вниманието на она што вие го работите. Сметам дека сте сосема на почеток, не сте инфицирани. Јас се обидов за скоро половина од вас колку што видов, научив многу работи за вас. И не знам дали знаеш, јас го менаџирам и го уредувам, практично сум дел од тимот на Fashion LMK. Тој на почетокот имаше 133, од моето доаѓање сега има околу 900.000 посетена. Значи многу убаво напредуваме. Јас, знаеш како, бейб, јас кога ќе почнам нешто да работам, ја го работам, гризам. Така да, it's okay, со мене можеш да разговараш за фешн, можеш што сакаш да правиме муабет, не е страшно, но те поддржувам, мислам дека имаш исклучително тешка работа од една страна, но од друга страна имаш исклучително мачна, работиш со профили на ликови кои што сакаат да изгледаат онака како што изгледаат, но за да ти веруваат, тоа ќе биде исто едно од разговорите кои што ги тераме овде, мораш да ги убедиш да ти веруваат. Оно што ти го рече, ќе признам дека ве гледав само 1 час, постоја бев многу уморна и не можев да ве следам, вие се зазборевте. Ти имаш една реплика која што беше вака, парафразирам, велиш, јас давам костим, а тој дали умее, дали не умее да го носи на сцена е негов проблем. И тоа е точно, како флоскула. Но, не е точно во однос на нивното искуство. Не можеш ти да бараш од некој да ти носи костим ако нема искуство и ако нема во костимот приказна. Значи, тука сме, се разбираме, но треба да им се помогне да може подобро да го носат костимот. Тие проклети, кратки 3/4 фармерки, него го зезна од проста причина што да, окей, си се бендицал како изгледа, но од преголема желба да покаже што и како се изгуби првите 3-4 фрази, потоа не го слушавме, оти и детето више не се слушаш и чао, отиде цел воз. И тоа е нормално и тоа може секому да се случи. Ајде, одиме степ бај степ. Вака сега. Има неколку вежби со кои што сега имате во недела е тоа гала вечерта. Кога имате проби музички? Бендот само недела таму. Во недела таму, а инаку? Понеделник, среди, петок. Не, мислам дека и денес ќе биде проби. Да, ќе имаме 100% ќе имаме. Денеска треба да станете. Добро, окей. Добро, значи имаме ние некој 1 сат да искористиме колку што е можно повеќе и ќе искористиме она што е за да се спремиме за до недела, она што е многу важно. Прво што сакам од вас е, имате ли пенкала сите во рацете? Не. Немаме толку пенкала. Окей, добро, идеме, не, it's окей, добро. Идеме струја на свест. Ајде вака. Она што ќе го барам од вас е фокус. Кај сите забележав за време на настап немање на фокус. Сите се бавите со форма, не се бавите со содржина. Сите, од првиот до последниот. Сите мислите на тоа како изгледам
во штикличката, а не на она што го правам. Прво и основно правило е да запамтите. Не како, туку зошто сум на сцена. Тоа е најзначајно. Зошто? Штом сте на сцена, вие сигурно имате некоја порака да пренесете. Сум на сцена од оваа и онаа причина. Тоа ќе биде првата домашна задача која што ќе дојдам и ќе ја прочитам утре. 3 реда. Зошто сакам да се бавам со ова? Верувајте ми дека нема да одговорите на прашањето сите како што треба, отик нема да верувате. За да одговорите точно, треба да верувате до крај, а за да верувате треба крв да плукнете. Ме разбирате? Значи, зошто сакам да се бавам со оваа професија? Зошто сакам да пеам? Зошто сакам да сум дел од ова реално шоу и да ме гледаат милионска публика? Океј? Тоа е суштинското прашање. Зошто сум тука? И деци. Секоја друга причина која што ќе дојде како последица од вашиот одговор ќе биде оправдана. Значи, моето... Здраво, Злато. Конечно те видам. Значи, мојата причина зошто сум јас на сцена ги оправдува моите постапки. Јас сум на сцена од таа и таа причина. Најчесто музичарите, актерите имаат една работа за цел, а тоа е дека сакаат да дадат дел од себе, поточно се екзибиционисти, се садомазохисти и се прилично екстремисти во она што го прават. Затоа што пред да излезеш на сцена, ти мора да го знаеш целиот текст од представата, јас имам околу 75 главни улоги, значи ти мора да го земеш целиот текст тука, да го кажеш и тебе во публиката никој не те прашува дали те боли глава, дали си подготвен, дали бендот добро свири или не свири добро, дали ми се смакнал едниот чорап или не ми се смакнал, дали ми се допаѓа тоа што го носам или не го. Во до моментот, додека ти си онаква каква што излегуваш на сцена, мене не ме занимаш ти кога ќе излезеш на сцена. И затоа е многу сурово кога вие ќе слушнете коментари од аспект на жирито и кога ќе ги слушнете тоа не ми се допаѓа. Но конструктивниот совет е следен. Јас сакам да ви помогнам затоа што вие не го сапете ова како сега во моментов ние имаме реално шоу. Јас претпоставувам дека ова за вас е едно училиште кое што ќе ве набилда после со други искуства, друго знаење. Но што сте пријавиле, значи се доволно будали, така, за да ве дознае поширок аудиториум, така. Оти се пријавуваш во реално шоу не за да не те зборуваат, напротив, за да те зборуваат и притоа ти да оставиш печат онаков каков што оставаш. Затоа, секогаш убавите работи, зборови, комплименти, ќе ги слушате, ама од ова ува ќе ви излезат. Океј? Што забележав исто? Кога се прашувате, ај сега да видиме кој беше најдобар, кој беше најлош, може да отворите врата, дечки, јас така стара жена, па жештини ме маваат. Што е многу значајно кога се прашувавте, кој е најдобар, кој е најлош? Океј, како постапка, како брейнсторминг, океј. Но, јас ниту еден од вас не слушнав да каже Стојаково е најдобра затоа што има леле мици, морити. Леле, дечки, ја имам принова, знаете? Имам 3 кучиња, се имам 4-то. Јао, да. Жива ненаспана сум. Добро. Значи, Вики е најдобра и кој беше друг? И Игор. Така? Тоа вие се согласивте сите. Океј. Но ниту еден од вас не кажа зошто е Вики најдобра и зошто е Игор најдобар. Ви рековте, океј, вака. Игор е добар затоа што добро отпеа, па фино, ама Игор не може да е лош, тој снимил 20, чидам ти го кажа, 21 песна, тоа е бејт се на ниво на површина. Треба да загребеш под површината и да кажеш, чекај, зошто и на крајот од денот ја мислам дека Вики или Игор се најдобри. Знаеш, јас ќе ви кажам веднашка многу искрено. Ниту еден од вас не беше најдобар, ниту приближно кон оние критериуми на кои што јас сум научила да следам. Оти јас сакам да ви кажам, апропо
Валери. Ја душо, сум излезла на сцена, после операција со конци и сум играла опасни врски. Така да ми нема оправдување твоето легаси, мене грло ме болеше и јас не знам да... Во контекстот, престанете да пиете апчиња. Има лек за грло, се вика 2 главици кромит, 5 лажици мед и го вариш и тоа се пасира и се јаде и вас грлото ви е ослободено. Нема потреба ни од лекарства, ни од ништо. Ова се извинувам вака што ви се мешам, но ќе ви се мешам затоа што нема потреба да примате такви глупости. Значи, аман бе душа, шо му правам на микрофонот? Добро се? Не бе, вака ми го наместија сега. Нема врска. Значи, не бе, не го брка јако, ако и сем, ако вас ви пречи, мене ми пречи. Да, добро. Значи, тоа е што сакам да ти кажам апропо твоето грло што те болеше. Од ти утре ти ќе имаш концерт на турнеја која што извесен менаџер ќе ти ја плати. И во твојот договор ќе стои, ти ако не ми излезеш на концерт, ќе треба да ми платиш пенали толку и толку. Сега јас извинувам, многу гледам совршена слика, но мене тоа ме интересира. Тоа ме интересира, знаеш. Не ме интересира дали тебе грлото да, многу е сурово. Ама штом си влегла во таа приказна, јас ти гарантирам дека ти возможно е да си настината болна, но најголема причина за затегнување на гласните жици е стресот. И вие сите сте под стрес. Но ќе работиме на тоа, на самодоверба, да не сте под стрес. Оти вие веќе кога сте се фатиле во ова, мене повеќе ова ми е стрес тука опкружување отколку сцената која ќе излезете. Затоа што овде ве гледаат погаќи, наспани, ненаспани, се карате, јадете, крчите, прдите, спиете, се, така? Ова е поголем стрес отколку тоа на сцена, што го правите. Или не знам, па ќе се скарате. Јас многу ми е драго што не сум инфицирана од вашите претходни муабети за кланови, ова само слушнав дека има нешто, тоа е будалаштина. Затоа сега ќе направиме тимбилдинг, и ќе се сплотиме, имаме една иста цел. А тоа е да бидеме сите добри, затоа што телевизијата, немојте да заборавите дека е едукација. Вие преку вашите примери едуцирате млади генерации. Тука си? Океј? Значи, вие мора да едуцирате луѓе, публика, која ќе излезете 3-4 од овде, да најдат рол модел во вас. Во сите од вас може да најдат рол модел, така? Јас немам ништо, знаете како јас сум жена која што живе без предрасуди. Ја знаете како во мојот живот јас направив се освен не снимив порнофилм. Значи се направив. Сите моменти во мојата професија. Јас, за ваша информација, сум снимила 2 саундтрака за 2 представи. Ја играм, пеам, ја немам проблем со живо. Така да можам да се билдам со вас за пење, нема да ми биде проблем. Меѓу другото, јас сметам дека еден актер треба да е комплетен, треба да знае да игра, да пее, се треба да знае. И ја така сум се едуцирала. Целиот мој живот, јас сум дете од 14 години глумец. Значи јас сум инвестирала во себе и знам точно што правам. Сум ги пребродила детски болести, море суета, море, добро. Добро, можеш да затвориш, не мора ради мене да трпите, слободно затворете. Значи, се сум направила во животот. И тоа што сум сакала и тоа што не сум сакала. И ме напаѓали, не ме сакале. Но една работа, и ме сакали, и ме обожуваат, и не ме... Океј, легитимно. Но никој не е дека не ме почитува. Не може никој тоа да ви го земе. Ме разбирате? Тоа е легитимитет, за тоа треба да се борите. Било што да работите во животот, не знам, фотограф, не знам, графички дизајн, тоа што прочитав, се извинувам. Значи, сите што ќе правите во животот, обидете се да дадете пример. Вие преку оваа телевизија, преку овој проект, вие мора да дадете пример за вашето однесување, да имате фанови утре да ви придат, да бидат искрени со вас. Обидете се проблемите кои што се тука да ги решавате на мирно, без викање тивко, it's okay, супер, да се смеете, да бидете среќни. Знам дека е тоа тешко, но ако тука се контролирате, ќе бидете уште подобри на сцена. Малце е друго, ова не е Big Brother, ова не е тоа другите глупости што ги
има како реални шоуа кои што се невкусни, дегутантни, ова е едно шоу каде што се доаѓа до израз вашата креативност, вашата љубов кон музиката и вие мора да го издржите тој процес. Сега во Македонија сите што сакаат да пеат е друго 20. Ја мислам нека сите, ја нема човек што не знае, сите сакаат да пеат и тоа не е нешто лошо, тоа е окей. Сакам да бидете брутално искрени, но без навреди кон самите себе прво кога ќе се разбудите, а потоа и кон вашите другари и колеги. Оти неретко вие сте се согласиле тука да живеете еден меѓу друг и ќе видите и Валкан Веш и вашите проблеми. Како да ви кажам, со маж која си па ти доаѓа преку глава, во брак, па и со деца на крајот од криштата, знаете како кога се ги чувате дечињата, јас сум носоп, ја да речеме сум мажена, жената со децата мои, и ја немам живот, ја имам работа, ја работам 3-4 работи, и јас сум носоп со нив. Што не мислам дека некој ќе ми даде утре орден за тоа. Ме разбирате? Значи имам јас милион проблеми, па ги хендлам сама, па трчам, па ова, па оне, ќе ви раскажам една приказ. Пред 2 недели 3 јас ја носев Мина. Имаше операција на страбизам, ја носам сама, знаете дека сум разведена. Насред Софија на стоење ме пука една од позади со кола. Милионски град, никого не знам во Софија. За 20 минути имам преглед кој што ми е закажан 3 месеци однапред. Морам да се снајдам. Што правам? Викам полиција, се хендлам, чекам. Умеѓу време најдов еден да ме однесе на преглед, да ме врати полиција, чекав 2 сата. Но што сакам да ви кажам? Дека и во најтешките моменти не смеете да се откажете. Значи не смеете да подклекнете. Немате друг избор. Ова сватете го како вежба кон самите себе, не кон другите. Не кој што кажал, како кажал, ти си измил сади. Не, дечки. Од се правете игра. Ќе видите, ќе напреднеме во тоа. Ќе направиме игра од се. За да ви биде убав животот и престојат тука. Јас после овие денови, јас сакам вие да кажете, чекај бе, мојот живот, јас исто кога работев со деца од Baby Show. Денеска се сите они доктори на науки, има 3 глумци. Они сите денеска се дружат. И е прекрасно чувството кога ќе ти кажат, леле, колку ни беше убав тој период кога се осознавме сами меѓу себе. Бондингот е многу битен меѓу вас двајца. Еден мора да победи. It's okay, добро. Ама тоа не значи дека вие сите други меѓу себе треба да си изедете и да ја трошите енергијата и зошто после да давате автоголови кога излегувате на сцена, затоа што сте ја потрошиле енергијата бесполезно на глупости. Okay? Затоа ќе правиме вежби за концентрација, ќе се смееме многу, јас ви ветувам, и ќе се обидеме да се отвориме еден многу друг начин. А тоа е да ја сватите суровата игра наречена шоу-бизнис. Во Македонија, каде што реално немате пазар за шоу-бизнис, каде што нема и врвните пејачи кај нас се мачат, не знам, Елена Ристевски има свој бенд, па сама го менаџира бендот, па е врвен вокал. Потоа исто Калиопи, која што се обидува да продаде свој производ и во Хрватска, па овде ќе се најде некоја будала и тоа ќе го негира, ќе рече, голема работа. Кај нас, многу ми е важно, овој ист момент, да престанете да релативизирате и да престанете да девалвирате. Марио, извини, тебе те закачав сина сега, но имаш едно во својата биографија каде што велиш вака, душо. Не постои македонска естрада. Значи, тоа го забележав. Ова, ти си како пример, толку биографии прочитав, 5-6, толку ги најдов, ќе ми простиш. Верувам дека и 80% од овде присутни, вие го мислите истото. Не можете да негирате тоа. Не можете да го негирате Шпато. Не можете да негирате 70 и 80 години музика. Не можеш, душо, да негираш Лепи Сол, не можеш да негираш Гаровци, не можеш да негираш Елени Калиопи, Тоше може. Не можеш. Значи, постои. Друго 20 дали тебе тоа ти се допаѓа или не ти се допаѓа. Да, окей, ти можеш да кажеш, постои, но не е според мојот терк. Ме разбираш реториката каква е? Значи, не можеш да негираш, да релативизираш и нешто е исто као кога некој е геј и ти да кажеш, ајде, педар, пушти го. Значи, јас, во мојата реторика, те дискриминирам. Ме разбираш? А не сум такво, ти се борам за човекови права и сексуални еднаквости.
полова еднаквост, родова еднаквост. Тоа ми е мене еден од првите на фронт сум. Значи, немојте да релативизирате, да не девалвирате ништо. Што правите? Ја збогатувате душата, срцето, давате простор кон самите себе за повеќе разбирање и да бидете поконструктивни. Колегите кои што пеат, ќе ги сакате повеќе. Звучи тривијално, но е многу точно. Треба да имате љубов повеќе. Зошто немате љубов? Оти сте себични. А вие која ќе бидете банда, ќе сакате да допринесувате за оној вториот, третиот, петиот. Сега се вие на ниво на форма. Ќе ми простите, но тоа е така. И ќе го исчистиме тоа. Оти просто јас малце визионерски го гледам ова. Знаете како? Јас веројатно не знам, прочитав кај тебе, мислам, кој бил на фестивал, Скопски фестивал. Не ти, за ти земи се. Ти, за тебе читав. Не знам, Скопски фестивал, 2-3 од тука па пееле на Златно Славејче. Супер е све тоа. Од X причини, јас не сум те забележала. Ме разбираш? Но тоа не зависи секогаш од тебе. Мора да верувате во самите себе си. Вие не верувате. Затоа рикате на лајвовите. Не верувате, деца. Не сам сериозна сум. За да верувате, ќе направиме вежби, па ќе ви дам домашни задачи кои што се многу интересни. Ќе ви шепнам на сите што треба да направите, никој нема да знае што да прави за себе, па ќе се зезаме. Значи, ќе ви дадам секако една од задачите ќе ви биде биографија да направите за вас, за секој од вас поединечно, но во 5 реченици, не повеќе. Затоа што кога оди драматург да брани драмски текст, продуцентот му вика: "Те молам, имаш 5 минути да ми објасни што сака твојава пиеса да каже. Повеќе од 5 минути не те слушам." Ќе се обидете да го почитувате своето време, но и туѓото време на оние кои што се тука во оваа просторија. Океј? Јас многу сакам да зборувам, но многу сакам и да слушам. Јас сум еден од ретките кои што слушаат. Јас ќе позборувам првите часови, потоа вие ќе зборувате и ќе учествуваме во оваа убава игра која што е наречена пеење. Сакам да ви кажам, кога ги одбирате песните, сега не знам дали ви ги даваат или имаат нешто, се консултираат со вас. Не ги даваат. Ви ги даваат. Ама добро. Сега што е? Да речеме, леле Марио, пак на тебе душо. Твојата Токио хотел ти биле фейворит, така? Да, биле. Све, окей, до. Јас да сум на твое место. Јас ќе направам да пеам стварот Токио хотел. Затоа што никој тоа не го очекува од тебе. Сакам да правите работи кои што ги имате длабоко закопано во себе, а кои што никој не ги открил и со тоа ќе ви биде ваш предизвик. Дури, сега ми да ме сватите погрешно, ама и во вежбите и некоја чий телефон вака звони? Надвор, да. Значи, Не, ваше, таш. Не, надвор. не бе душо еве, тука ми е. Да, мојот е пусна сеанс. Значи, да правиме работи кои што ќе се изненадиме. Знаеш, оти немојте да дозволите да прифаќате песни кои што не ви се предизвик. Ме разбирате? Ти 20 имаш највеќе искуство. Да, ама јас од тебе можам во наредни 2 лајва да чекам, окей, коректен си, тоа ти си супер. Не, ти треба да изненадиш. Ме разбираш? Значи, секојаш провокацијата која што си ја закопал длабоко во себе, треба да ја извадиш на површина и да ја плукнеш. Значи, просто да се провоцирате сами себе си, само на тој начин може да имате резултат. Не живеете во својата комфортна зона. Во моментов сите живеете во својата комфортна зона. Тоа не е шоу бизнис. Ме разбирате? Треба да се исечете да рикне крв и после тоа да крвта е сладка и за да може да се нахраните. Ова е многу сурово, брутално, но тоа е така. Просто мора да ископате дел од себе за да може да се наежите и да речете, колку сум добар. Нели? Ама за да го направите тоа мора да чепнете, да проникнете длабоко во себе и да се исплашите еден момент. Затоа што шоу бизнисот подразбира да бидете монструми на сцена за да ви поверува публиката. Вербата која што вие ја носите е верба
мерка која што вие сами ќе си ја закажете. Ме разбирате? Океј, но никогаш границата не смеете да си ја поставите. Остајте, по колку години имате? По 22, 3, 4, 5, 6, вие сте дечки млади. Не си поставувајте граници. Тоа е најлошата работа која што можете да ја направите. Знам за тебе, ти си матор, али it's okay. Значи, но тоа исто така значи и за тебе што има врска. Немојте да се плашите од сами себе дека нешто не можете да направите. Sky is the limit. Се може да направите. 95% деца е работа, 5% е талент. Моите деца одат на клавир и на гитара. И Кирил вика, да, сакам клавир. Океј, јас сум учила клавир 6 години музичко. Петро, го имам. Друга работа е што не сум седнала да свирам одамна, но викам, океј, сакаш клавир? Да. Иде на час, викам, вежбаш? Аха, сега. Аха, сега. Нема пипнато. И ајде, Кирил, вежбај, Кирил, и океј, ќе вежба. Ова друго малово, гитара, сака концерт, сака, се сака, со Игор да пее, со Тамара да пее, со сите да пее, па са и таква средина живееме, но ми се другари. Па свират, па пеат. Па сака бре, па нема везе дали дрнда добри акорди, нема везе, али она сака, има желба. Е тоа. Она може не е ни слухица, али сака да работи. Тоа е нешто што мислам дека вие сите треба да се вратите, не е дека вие не сакате да работите. Вратете се, деца. Вратете се, затоа што е таман, ове втор беше, таман сме сега да идеме на билдинг, да се билдаме меѓу себе, да кажеме дека ние можеме, а ќе биде забрането, има една мантра, нема не можам, нема не сакам. Тоа ќе ви биде мантра секој сабајле, нема не можам, нема не сакам. Има можам, има сакам. Така, ако некој не може и ако да го издржи притисокот кој што го подразбира ова шоу, идете си. Затоа што сега ова Стојакова ни ја зезна фората за првата игра. Јас сега ќе ве прашам многу рендом. Ќе ми го кажете вашето име и 3 работи кои што може да ги кажете за себе, ама многу брзо. Марио. Јас сум Марио и 3 работи. Значи сите ќе кажете име. Поврзани со мојот живот као биографија или? Све што ти паѓа на памет прво, не мислете. Јас сум Марио, 3 работи. Так, толку. Ајде. Брзо многу мора да иде. Јас сум Марио, Шкорпија, пејач, фотограф. Јас сум Малмир, свирам гитара, знам да пеам и сум добра личност. Даниел. Јас сум Даниел, ја обожавам мојата работа, сакам да стварам креативни дела и да се забавувам. Јас сум Илија, сакам да пеам, да ширам љубов и да се забавувам. Јас сум Вики, стрелец, сакам да се забавувам, јас сум пејач и сум прекрасна личност. Вау. Јас сум Стефан, сакам да пеам, сакам да играм и сакам да научам да свирам. Добро. Јас сум Марија, уживам во секој момент, вага сум подзнак девица и обожавам да пеам. Јас сум Александра, сакам животни, сакам љубов и сакам авантури. Јас сум Горан, сакам убави жени, голем заводник, сакам да тропам на бубњеви, тарабука и сакам да пеам во купател. Јас сум Игор, јас сакам многу музиката, уметноста и љубовта. Јас сум Мија, обожавам да работам, сум мазохист. Лав, хороскоп и музиката и уметноста е све за мене. Јас сум Златко, ексцентричност, самодоверба и моите студена ќе траат 100 години. Браво. Јас сум Валери, музиката ме ослободува, сакам да давам емоција и сум прекрасна личност. Јас сум Зои, тоа е Зорица. Јас сакам музиката, живеам за неа и сакам да ширам позитивна енергија. Што забележавте сите од оваа реченица? Сите си сакавте да се пофалите сами себе си, дека сте прекрасна личност. Сите кажавте дека има љубов во вас и неколкумина од вас спомна една многу неважна работа, но која значи утеха за вас, а тоа е вашиот хороскопски знак. Хороскопскиот знак може да нема врска, доста ти е го трип. Значи, утеха е. Како што е соновник толкување утеха, така и хороскопскиот знак утеха. Тој ништо не ви игра работа во однос на вашата работа и во однос на вашата професија, окей? Но,
Она што се забележува при прима виста, кога ве слуша човек, се уште се женирате и не сте искрени, не сте ослободени. Океј, ајде. Дајте раце. Не ти искрен, ти мече, не ти. Yes, океј. Дали може да направиме една реченица? Дали ќе се сконцентрираме? Океј, тема ќе биде Марио. Океј? Ајде. Марио? Марио е? Марио е толку? Марио е толку многу. Марио е толку многу забавен. Марио е толку многу забавен и... Марио е толку многу забавен и ненормален. Марио е толку забавен и ненормален. Покрај. Марио е толку многу забавен и ненормален, покрај што? Марио е толку забавен. Излези. Вики? Марио е толку многу забавен и ненормален, покрај што тој... Марио е толку многу забавен и нормален покрај што тој е... Излези. Чао. Покрај тој што, а не покрај што. Не кажам тој што. Нека... Ти го заборам. Ајде. Шум застани. Марио е толку многу забавен и ненормален и покрај што тој е... Марио е толку многу забавен и ненормален покрај што тој е многу... Марио е толку забавен и ненормален покрај Заврши се реченица. Е толку многу будала. Дечки, ова ви е знак дека сте тапа. Во однос на концентрација, во однос на концентрација и во однос на она што се нарекува фокус.